Директорке, денеска се одбележува Светскиот ден на аутизмот. Дали во вашето училиште имаме аутистични деца? Да, секако. Лицата со аутизам се дел од популацијата, односно од учениците кои што се образуваат во нашето училиште. Меѓутоа, нели, тоа не се ученици само кои што се образуваат во нашето училиште, лицата со аутизам или децата со аутизам се образуваат во сите училишта во редовниот образовен систем, започнувајќи од градинките, редовните училишта, средните и средните училишта. Каков е третманот или односот кон овие дечиња од страна на стручните лица и како треба на нив да гледаат граѓаните во локалната заедница? Така. Лицата со аутизам се, значи, го користиме тој термин, меѓутоа лицата и учениците со аутизам влегуваат во групата на лицата со аутистичен спектар, што значи дека овде влегуваат неколку групи на лица со аутизам, како што е, да речеме, Аспергериев синдром или пак класичниот аутизам, Карнеровиот синдром и така натаму, дури и савантите. Значи, тоа се ученици кои што имаат различни позиции, различни способности и различни карактеристики и во однос на тоа тие и различно се образуваат. Дел од нив, значи, можат да се образуваат во редовниот образовен систем. Дел од нив посетуваат основно училиште со ресурсен центар, како што е нашето училиште Маца Овчарова, а дел од нив посетуваат дневен центар, затоа што, како што реков пред малку, тоа се лица кои што влегуваат во аутистичниот спектар, што значи како што и спектарот на бои од светла до темна боја и различни, така и сите они се разликуваат во однос на своите карактеристики и способности. Во однос на нивното прифаќање, инклузијата во редовниот образовен систем е многу важна алка за прифаќање на лицата кои што имаат различни образовни способности или различни други карактеристики. Меѓутоа, тоа не е единствениот дел од системот. Овие лица треба да бидат прифатени и инклузирани во сепкупниот живот, нели, општествен живот. Така да нашето училиште години наназад практикува да прави одредени активности каде што ќе и покаже на јавноста во локалната средина дека лицата со аутизам се тука, тие се дел од нас, тие имаат свои квалитети, свои способности и ние треба да ги прифатиме како различни, затоа што за сите нас е многу важно и убаво да бидеме различни, а не сите еднакви и исти. Знаеме за сензорните соби, дека тие се веќе составен дел од образовниот процес во скоро сите училишта во Велес, па и во детската градинка, колку овие соби го леснуваат начинот на едукација од страна на компетентните и стручни лица, или што се работи, зошто се тие многу значајни во работата? Така, за среќа, во сите редовни училишта каде што и градинки каде што учат нашите ученици со аутизам, имаме сензорни соби и сензорните соби се важни за еден дел од лицата со аутизам, не велиме за сите, но не само и за лицата со аутизам. Сензорната соба во себе вклучува корекција или рехабилитација на примањето и оддавањето на сензорните дразби, како што се визуелните дразби, звучните дразби, тактилните дразби и така натаму. Па ќе речеме дека и едно дете со аутизам и некој дете со АДХД, односно хиперактивен синдром и други деца, значи имаат потреба од корекција на примањето на надворешните дразби и давање реакција на нив. Значи, овие група на ученици во некои случаи можат надворешните дразби кои што доаѓаат нели од природната средина да ги доживуваат на различен начин од колку ние и затоа различно да реагираат. Можете да речете дека децата со аутизам можат да скокаат често, ако ги видите како такви, некогаш затвараат уши, некогаш ставаат работи во уста за да ги доживеат, така да сето тоа треба да се коригира во сензорната соба, да се дадат умерени дразби и учениците умерено да реагираат на нив, со текот на времето тие да се адаптираат на
секојдневните дразби и децата да можат редовно и стабилно да функционираат во денот, односно тие надворешни дразби да не прават одредени предизвикувачки однесувања кај нив, каде што ќе децата нели ќе се однесуваат несоодветно на она што го бара од средината. Меѓутоа, додека да се случи тоа, ние имаме обврска како граѓани и како хумани личности да ги прифаќаме различностите и да ги прифаќаме децата како такви, нели? Се додека терапевтите, тоа се најчесто специјални едукатори и рехабилитатори кои што работат во сензорните соби, кои што имаат специјална сензорна доедукација, не е таа обична, се додека тие не стигнат да ги адаптираат нели децата на секојдневниот живот. Би сакала да речам за сензорните соби, нели овај момент сега, да порачам за сите релевантни фактори кои што се и во општината и надвор од општината, да им помогнат на специјалните едукатори и рехабилитатори да можат да завршат дел од нив, да ја завршат таа сензорна интеграција која што ќе им даде многу поголеми знаења и карактеристики на дефектолозите од специјалните едукатори да можат да ја реализираат терапијата која што е многу важна за овие деца. Инаку сензорните соби би останале празни и би изгледале како игротеки, како што би се рекло од некоја страна. Денеска светот го одбележува денот посветено на оваа категорија на граѓани. Гледаме маичка со знакот на Супермен и плава боја која што доминира. Што е ова? Каков символ е? Што ќе се случува во нашиот град? Така. Сината боја е бојата на аутизмот. Сината боја, оваа светло сина боја земена како таква, затоа што е боја која што најмалку предизвикува сензорна реакција, ono што го зборувавме пред малку, кај сите нас. Таа е таква природна боја која што, за разлика од црвената која што е доста агресивна, или пак, нели, која што како таква, како црвена боја може да доведе до одредена вознемиреност кај лицата со аутизам, сината боја не е таква, таа е многу природна, и затоа е земена како заштитен знак на аутизмот. Затоа јас ја носам денеска таа боја. Овие пазлите или делчињата од служувалката се уствари исто така делови од символот кој што се користи за аутизмот, кој што нели го користиме на овој ден. Денеска во нашиот град ќе има еден настан кој што ќе се случува вечерва од 19:30 до 21:30. Тоа значи дека спомен костурницата ќе биде обоена во сината боја, како што е аутизмот, и тоа ќе биде едно потсетување за сите граѓани во градот кои ќе видат костурницата, кој што е многу важно здание за нас, нели да ги потсети дека се случува нешто и тие луѓе се тука покрај нас. Меѓутоа во европската куќа исто така ќе се случува уште еден настан каде што овие суперхерои ќе бидат дел од тој настан, каде што исто така ќе се зборува малку повеќе за аутизмот, ќе има видеопроекции и сите суперхерои ќе бидат представени во знакот на аутизмот, затоа што лицата со аутизмот се вистина суперхерои. И благодарам.